Николовски Црбиновски кажа дека водите хајка против него, зборувате за партиска прераспределба на земјиште и делење на субвенции. Тој е единствениот случај врз основа на кој вие темелите такви изјави? За Црбиновски ние поднесовме кривична пријава и сведоци сме дека и премиерот и сите надлежни молчат за целиот случај и тој случај ќе очекуваме обвинителството за организиран криминал да го процесуира. Имаме нашата улога, ние ќе ги исполниме до крај, се со цел за да ги заштитиме земјоделците, за да парите бидат и отидат кај вистинските земјоделци и земјиштето и субвенциите. Тоа е нашата улога која што во овој момент ќе ја вршиме и нема никој да не поколеба во таа работа. Натоша, дали верувате дека преку ова министерство огромни суми на средства за субвенции одат кај луѓе блиски на власта? Еве само да ви покажам. 2011 година ЗК Пелагонија, фирмата во која што е Орце Камчев, има добиено над 1.386.000 евра субвенции. За 2012 година ЗК Пелагонија, истата фирма, на Орце Камчев близок на власта, има добиено 1.158.000 евра. Во 2013 година за Пелагонија има добиено приближно 1 милион евра. Тоа значи дека 3 милиони евра, над 3 милиони евра одат кај луѓе и фирми блиски на власта. Тоа е тоа ние што сакаме да го истражиме и да го докажеме, дека не може власта да се фали со субвенциите што ги дава. Први, нивната исплата е многу ниска, 60 до 70%. Тие се загарантирани со закон. Тие се државна помош. Тие не се партиска. Но и преку овој начин одат кај партиски луѓе. Зборувате за 3 милиони евра субвенции доделени на фирмата. На една од фирмите на Орце Камчев. Дали има злоупотреби таму? Тоа ќе го утврдат институциите надлежни. Ние ќе се работуваме со полицијата и со обвинителството и ние таа наша улога до крај ќе ја исполниме се со цел да ја разоткриеме сето она што се случувало во министерството, на тој начин да ги заштитиме самите земјоделци.